годинава по втор пат во Прилеп се одржа настанот Велотура за култура во организација на НВ Орион Глобал заедно со Сдруженијата на велосипедисти од Прилеп, Маркови Точакџи, Прилеп на Точак и голем број други влюбеници во велосипедизмот. Идејата на овој настан, кој што е поддржан од општина Прилеп и заводот и музејот овој град, е преку промоција на здравиот начин на живот, велосипедизмот, да се посети и да се промовира и нашето културно наследство. Прилеп е граден најмилши, ти ги чуваш моите спомени. Оваа година турата започна од најновата поставка на Прилепскиот музеј, родно крајно музичко творештво, која што е единствено од ваков тип во Македонија. Во оваа поставка се изложени голем број лични предмети на Пеце Атанасовски, Владко Стефановски, Нина Спирова, Селимова Желчевски, Блага Петреска и уште на голем број други музичари кои што потекнуваат од Прилеп. Во оваа поставка има околу 200 предмети кои што се од познати прилепски музички дејци. Некои од нив се уште живи и со радост ги донесува своите предмети и се верни наши пријатели. А додека други, на кои што можам да им оддадам огромна почит, нивните роднини, пријатели, семејствата донесоа, соработувавме и нивните витрини се исто така изложени тука. Таа ќе се надоградува и проширува, бидејќи со дел од музичарите не успеавме да стапиме во контакт, а можам да ги спомнам, тоа се Лена Трајковска, Властимир Николовски, дел од музичките групи, како што се Дореми и Весели Прилепчани, но во иднина се надаваме дека овој проект повторно ќе го одобрат и оваа поставка ќе се прошири за уште 1/4 од севкупниот материјал кој што е во моментот. Турато тука продолжи кон селото Долнени, каде учесниците на овој настан ја посетија и спомен куќата на Пеце Атанасовски, најпознатиот македонски гајдаџија, основач на фестивалот за народни песни и инструменти, кој во тоа време се викал Марко Цепенков, а по неговата смрт го добива името Пеце Атанасовски. Инструменталист, играорец, песнопоец, предавач на разни семинари и во Македонија и во светот, кој оставил на вистина долготрајни траги кои ќе се со години ќе се споменуваат. Фестивалот ова го негува веќе 20 на години, да биде еден спомен дом на се она што го работел и сите оние што ставиле трага во овој фестивал и што биле соработници со големиот Пеце Атанасовски. Сето она можете да го погледнете во оваа спомен куќа, едноставно да ве врати во времето. За да атмосферата биде комплетна, се слушна и звукот на гајдата. Организаторите велат дека ова е една иницијатива со која се сака да се направи нешто повеќе за општина Прилеп.
преку заедничка акција, која што е мотото на Орион Глобал, дека мора да ги вклучиме граѓаните директно во акција, само така можеме да направиме нешто за да ја афирмираме општината, да ја презентираме и да ја преминираме културата. Овој проект е поддржан од локалната самоуправа Прилеп, кој што го препозна потенцијалот на организацијата за организирање на вакви настани, а граѓаните, како и минатата година и оваа година ја прифатија понудата за да учествуваат во ваков проект. Турата од Долнени продолжи кон најуникатниот музеј во Македонија, а тоа е музеот за тутун, кој што е еден од трите најголеми вакви музеи во светот. Поседува тврди експонати околу 1200. Изложени во витрините се над 2500 предмети, а вкупниот број на експонати кои што ги поседува музеот се над 14.000. Дел од овие лулиња и табакери ги поседувале едни од најпознатите личности во светската историја, кралеви, цареви од Европа и Русија и пошироко, а секој експонат има своја уникатна приказна. Музеот е формиран 73 година, поводот е многу значаен. 100 години од кога прв пат во Прилеп тутунот станал бизнис, градбата на камениот магазин, и 400 години од кога тутунот е засаден за прв пат во 1573 година во рамките, се разбира, на Отоманската империја. И од тогаш е оваа музејска збирка разбиена во неколку големи збирки, индустријска збирка, збирка за уживање на експонати, индустријска и народна манипулација и ликовна збирка со што го музејот мислам добива на значај со сите тие богатства и со сите тие збирки. Се набавуваат и нови експонати, државата колку да нема, помалку се грижи за набавката на експонати, па овде веќе имаме 4 или 5 витрини кои оваа година комплетно ги преконципиравме со новите експонати кои се купени во овие 7-8 години. Учесниците на турата велат дека овој настан треба да продолжи во иднина, затоа што голем дел од нив за прв пат ги посетија овие значајни музеи. Каде што многу од нас не биле, лично јас. И предлагам во иднина да се спроведуваат уште други вакви тури. Има интересни теми, интересни работи кои што може да се дознаат, ги имаме во нашиот регион, не ги ни знаеме. Организаторите на Велотура за култура планираат овие настани да продолжат и во иднина, се со цел поголема промоција на нашето културно наследство. За Сител Дарко Штарговски.